Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во Централниот дневник на Сител ќе гледате. И лидерот на СДСМ бара гаранција од Бугарија дека нема да има повеќе барања во текот на македонскиот преговарачки процес. Од ВМРО ДПМН не му веруваат на Филипче и неговите намери, иако конечно сватил дека проблем на Бугарија не е само промена на уставот. Владата воспоставува нова телефонска линија преку која повредените од трагедијата во Кочани и нивните семејства ќе можат директно да ги изнесат своите барања и потреби. Линијата ќе биде активна од понеделник. Лошите услови на патиштата, неприлагодената брзина и невниманието на возачите остануваат најголем причинител за сообраќајни незгоди за време на туристичката сезона. Лани за време на туристичката сезона 34 лица го загубиле животот, додека во Унијата инфлацијата и каматите паѓаат, кај нас растат. Според експертите едно е сигурно, курсот на денарот мора да остане стабилен. Украинскиот град Харков под најсилен руски напад од почетокот на војната. За проблемите со ертракторите, немањето пилоти спроти сезоната на пожари на отворено, во тема на денот со пензионираниот пилот на ертрактор Стоје Арсовски. И Венко Филипче бара гаранција од Бугарија дека нема да има повеќе побарувања во текот на македонскиот преговарачки процес. Филипче од трибина во Прилеп побара од Софија чекор на вистинска добрососедска политика. Од ВМРО ДПМН не му веруваат на Филипче и неговите намери. Од партијата вела дека лидерот на СДСМ конечно и сватил дека проблем на Бугарија не е само промена на уставот. Филипче бара гаранција од Бугарија дека повеќе нема да има нови барања кои се однесуваат на јазикот и идентитетот на патот на македонските евроинтеграции. Лидерот на СДСМ од средба со граѓаните во Прилеп го доближи ставот до владеачката ВМРО ДПМН за однесувањето на источниот сосед и побара Софија да направи чекор на вистинско добрососедство. Бугарите треба да направат на вистина еден чекор кога еден нивни сосед, кој што има аспирации да стане земја членка во Европска Унија, да се однесуваат по-европски. Ако ние стравуваме дека утре може да има некаква блокада на непринципиелна основа, на основа на јазикот, идентитетот и така натаму, нека покажат европско однесување и нека кажат дека нема да го има тоа. Нека кажат, ние сакаме нашите соседи да се во Европа, еве ќе ви дајаме поддршка. Не се грижите, нема да има такви барања. Тоа е вистинска добрососедска политика. Не само да притискаш некого што е помал и послаб од тебе. Тој коментирал и дека СДСМ работи и лобира кај сестринските партии од ПЕС за поддршка на извештајот во Европскиот парламент за Македонија, но и дека благодарение на храбрите државнички политики на владите на СДСМ, денес македонскиот јазик е признат во ЕУ. Од друга страна од ВМРО ДПМН коментираат дека Филипче најпосле сватил дека на Бугарија не е се проблем уставните измени, туку македонскиот идентитет. Иако опозицијскиот лидер се доближува до нивните ставови, велат дека во СДСМ и во ставовите на Венко Филипче не може да се препознае стабилност. Филипче дојде на ставот на ВМРО ДПМН дека не е само прашање промената на уставот. Но истовремено не може да знаеме на што сме со ваков човек. Ова е израз на една нестабилност која што се повторува во СДСМ. Второ, ние не знаеме ни што е причината за ова негово однесување и дали ова негова изјава ќе еволуира во изјава како она додека дишам мојата македонска жица, никој нема да ја допре, пошто ќе следи едно ново велепредавство на македонските национални интереси, слично со она што се случи со неговиот ментор, со кого тоа е вака секој ден. Европскиот парламент во средата го одложи гласањето за извештајот за Македонија поради коментарите и амандманите на бугарските европратеници за вековноста на македонскиот идентитет и јазик. Македонските власти го оценија ваквиот чекор како успех, а барањата на бугарските европратеници ги оценија како навредливи и доказ дека на Софија вистинското барање не е внесување на бугарите во уставот, туку бришање на македонскиот идентитет. Катерина Нишкова, Сител телевизија.
Владата воспоставува нова телефонска линија преку која повредените од трагедијата во Кочани и нивните семејства ќе можат директно да ги изнесат своите барања и потреби. Линијата ќе биде активна од понеделник. Лошите услови на патиштата, неприлагодената брзина и невниманието на возачите остануваат најголем причинител за сообраќајни незгоди за време на туристичката сезона. Лани за време на туристичката сезона 34 лица го загубиле животот. Владата воспоставува нова телефонска линија преку која повредените во трагедијата во Кочани и нивните семејства ќе можат директно да ги изнесат своите барања и потреби. Линијата ќе биде активна од понеделник 9 јуни. Со неа ќе управува канцеларијата на премиерот. Повредените од пожарот во Кочани и нивните семејства можат да се јават на 070 355 526 и да ги кажат потребите, барањата и проблемите со кои се соочуваат, за побрзо да се најде решение. Телефонската линија која ја отвора владата ќе биде достапна од понеделник. Оваа активност се презема по сугестија од членови на работната група за евалуација на повредените, која изминатиот период работела на терен во директна комуникација со семејствата и медицинските тимови. Медицинските тимови треба да се грижат само за здравствената состојба на пациентите. Пациентите и нивните семејства имаат прашања кои што се надвор од медицинската грижа, а се однесуваат на некое институционално барање кое што им е неопходно да го решат. За да го анулираме тоа, да воспоставиме директна комуникација и да можеме да го проследиме барањето до институцијата која што е надлежна да го реши, како пример ќе го дадам случајот со боледувањата, ќе направиме се со цел да ги собереме тие барања и брзо институционално да постапиме. Затоа рековме, ова беше време на кое што им беше потребно за закрепнување, кога гледаме и све смесни, слушаме дека имаат потреба од други институционални барања, веднаш реагираме и продолжуваме со континуирана поддршка. Дел од повредените преку Сапорт Кочани реагираат и за малтретирањето до Скопје за да им биде направен PRP медицински третман за побрзо заздравување на лузните, а при тоа мора да го избегнуваат сонцето и високите температури. Тие деца моментално што одат на PRP. Прво, не можат преку ден да патуват заради изгорениците. Фамилиите одат со нив, треба да им дават вода, не може сами ни шише да фанат, пример, со рајката. Ја мислам дека треба државата да им помогне у Кочани да ги прават тие. Ти ги прават у Скопје, нели? Да, моментално на пластични хирурги. И најпат ни праќаат деца слики, значи чекат у една соба, исполегнати, сите чекат цел ден, па чекат да се стемне вечерта за да може да патуваат назад, цела фамилија со нив. Многу е, мислам, малтретирачки процес, мислам дека ќе е подобро да се соберат доктори и опремата да префрлат у Кочани. Ова е исто така тема на дискусија која што ја имаме во рамки на владата и која што е дојдена како резултат на информации од оваа работна група која што ги евалуира состојбите. За многу скоро денес ќе објавиме и план како се тоа треба да се реши. Свесни сме дека постојат вакви состојби каде што пациентите и при само изложување на сонце може да имаат било каква дополнителна потреба од грижа. Ќе најдеме начин како тоа да го изменаџираме, да има се поголема грижа од страна на медицинските тимови кон повредените, а да не треба тие да се изложуваат. Но дозволете ми уште малку време за многу скоро, кога ќе се финализира целата дискусија, кога ќе се најде најточната методологија, веднаш како влада ќе излеземе и ќе соопштиме пред јавноста. Во големата трагедија во Кочани загинаа 62 лица. Околу 200 беа повредени, а 5 мина се уште се на лекување во странство. Александар Динев, Сител телевизија. Инаку и денеска во Кочани се одржа марш за ангелите, 9 поред, од кои бараат брза и непристрасна истрага за пожарот во дискотеката Пулс, кој однесе 62 млади животи, стотици беа повредени. Кој што бил пред 5 години, пред 10 пропусти правил, сегашни функционери треба да носат одговорност, на кој основ, што е контролирано, како е контролирано, некој пред 2 или 3 или 5 години направил пропусти. Сега овај пред 2 месеца или пред 3 месеца, ако е функционирал и работил барем пола од тоа што треба да го работи, немало е да дојде до тај случај и во име на парата, на криминалот, на митото и на корупцијата се е подмитувано, се е замишувано и се е дојдело до тај степен што нашите невини деца настрагаа. Судејќи од претходните постапки што се имат во државата како се судат, мислам дека тешко. Нашите деца се погинале на 16-ти. На 16-ти вие тројцата да си дадете оставка, а ве оставам на вас
вие да го бирате месецот. Лошите услови на патиштата, неприлагодената брзина и невниманието на возачите остануваат најголем причинител за сообраќајните незгоди за време на туристичката сезона. Од МВР велат дека лани во овој период 34 лица го загубиле животот на македонските патишта. Најавуваат подобрување на безбедноста, особено поставањето во функција на системот Safe City. Од јуни до август лани 34 лица го загубиле животот на македонските патишта. Полициската статистика говори дека во екот на туристичката сезона минатата година најголем број на сообраќајни незгоди со смртни последици се случиле во август. На стартот на оваа сезона, безбедносни експерти од Интернационалната полициска организација повикаа на поголема внимателност кај туристите, но и на поголем ангажман на институциите за балканско безбедно лето. Секој од институциите, односно од граѓаните, од луѓето, очекуваат вклучување на секој сектор во општеството за да може навистина и ова лето кое е најавено како лето со високи температури, да може да го направиме лето со помал број на жртви, односно лето кој ќе биде побезбедно за себе, за вас присутните, односно за сите граѓани, за сите оние кои транзитираат низ Република Македонија, односно кои движат по патиштата низ државата. Според полициските билтени, лошите услови на патиштата, неприлагодената брзина и невниманието на возачите останува најголемиот причинител за сообраќајните незгоди. Апелот е да граѓаните ги почитуваат патната сигнализација, вертикалната и хоризонталната, да почитуваат брзината и ограничувањето на брзината на движење, да патуваат одморни, да користат чести паузи, се со цел подобрување на условите во сообраќајот и намалување на сообраќајните незгоди и жртви во сообраќајот. Во ек на летната сезона изголемената фреквенција на возила кои транзитираат низ земјата, граничните премини Табановци и Богородица остануваат најпроблематични точки. Туристичките агенции бараат зголемување на бројот на полициски службеници за да се реши хаосот со километарските колони на граница. Да се најде некој начин за да оди побрзо сето, да не се ствараат гужви, бидејќи автоматски доаѓа до револт на самите патници кои што веќе нели се мислат кој ден да тргнат, како да тргнат, нема веќе кога ќе почне, кога ќе 1 јули кога ќе дојде, нема веќе ден да се избегнува дали било понеделник, вторник, среда, секој ден има гужви. Поголеми резултати за безбедноста на македонските патишта се очекува со ставањето во функција на системот Safe City идната година. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. А поради најава за уште повисоки максимални дневни температури, Институтот за јавно здравје повикува на почитување на мерките на заштита и предпазливост за време на високите амбиентални температури. Препораките посебно се однесуваат на ранливите групи население. Лица над 60 години, бремени жени, деца, социјално ранливи, работници на отворено и хронично болните. Се препорачува избегнување на изложување на сонце во периодот од 11 до 17 часот, светла и лесна облека, а на директно сонце заштитни очила и капа со светла боја и широк обод. Престој во затворени климатизирани простории, како и внесување умерена количина храна, но и избегнување масна и висококалорична храна, како и храна која содржи поголема количина шеќер. Воедно се препорачува внесување голема количина течности и ја заупатува апел до граѓаните да ги почитуваат препорачаните мерки за заштита од топлотен стрес и да обрнат посебно внимание на ранливите групи во популацијата. И минути за тема на денот. Вечерва имам интересен гостин. Се уште активен пилот, ново пензија, и тоа пилот на Air Tractor, Стоје Арсовски. Добро вечер. Добро вечер. Не сум имал прилика до сега да разговарам со човек од вашиот ков, професионалец, експерт за темата на која што веќе најавивме дека ќе разговараме. Пензиониран сте, меѓутоа се уште активно летате, така, со противпожарни и други авиони? Па да, моравме да се вклучиме бидејќи нема други. Летам и во аероклубот, прскање комарци, така. Так. Директорот, актуелниот сега новиот директор на Дирекцијата за заштита и спасување, рече дека во моментот немаме ниту еден Air Tractor на располагање, а имаме и само еден пилот. Дали имате информации каква е состојбата пред се со авионите сега, овие кои што се на сервисирање во Австрија? Во Австрија. Тие се договорите со шпанците, а тие ги пратија на сервис во Австрија. Едниот авион е дојден од сервис, тој е више... Еден е вратен, значи оперативен. Оперативен.
а другите два се во работа. Во работа, да, во сервисирање. А имаме моментално еден пилот вработен на 3 авиона и за тоа не пуштија конкурс за да видат дали може ќе дојде некој, дали ќе одшколуваат, ама толку е. Ќе ве прашам за тоа зошто тука имаме проблем, но најпрви зошто толку долго се чека на сервис? Дали е тоа најдобрата опција, низ години што ја практикуваме, гледам? Па скоро никој тоа не го прави во другиве земји. Сите сами си ги сервисираат годишен преглед. Сега има некој сервис кој што треба да влезе да отиде дали у Шпанија, дали Аустрија, ама основните тие годишни прегледи, тие 100 часовни, тие сами ги прават. Овде влезе една пракса, ќе ги пратиме во Шпанија, сервисот кошта €1.000.000, па тука ќе падне нешто. Добро, треба лиценца за тоа, да се знае каде се испраќа или имаме ние луѓе што знаат што се лиценцирани да сервисираат авион? Сервисирани, направени бомбона. Значи, ние имаме моментално таков тим на механичари кои можат све да работат. И толку се добри, стручни, да мислам дека другиве земји немаат толку, например Хрватска нема толку механичари, а има сервис. Црногорците немаат толку механичари како што имаме ние. Мислам, такова ранка. Добро, и кога би имале сите три на број, зборувам за и пилоти и авиони, нели имаме еден активен пилот, рековме, а по потреба дирекцијата склучува договор и со вас пензионираните пилоти. Годинава ќе се сочиме со истата ситуација според ова, така? Па да. Ве контактиравате? Ништо не се направи. Направивме некој контакт со новиот директор Стојанче. Тој е расположен за све, ама не зависи ништо од него. Зависи само од владата. Значи, каков супорт има од владата, така и ќе биде. Вие лично, како се чувствувате? Доволно сте сигурен дека можете да гаснете и натаму пожари со Air Tractor, со оглед дека сте во пензија, да прашам? Па, после 15 години, сигурен, со тоа што и овие пилоти што доаѓа од странство, таму имаше и по 70 години пилоти што летаат на Air Tractor, наистина како нашите. Добро, зошто немаме нови пилоти? Што е проблем во платите, средствата за школување, време траењето на обуката, нешто друго? Ние немаме основа пилоти, основа. Аероклубовите беа мерестилиште на пилоти. И секоја година по 5 моторни пилоти, например 20-30 едриличари, 200 падобранци, и имаше континуитет. И се, кога имаш многу пилоти, можеш да си ги бираш тие најдобрите, тие што ти треба, нели? А овде престана тоа. Државата престана да помага на аероклубовите, тие згасна, нешто Скопје уште се држи колку толку и Штип. Штип има исто сега една школа отворена приватна и тоа е. Ако не се потруди државата да им помогне, ќе нема пилоти у наредни 50 години. Затоа што треба време да се отшколуваш пилот. Тоа ве прашам. Колку време треба од мојата желба до да бидам пилот на моторен авион, па понатаму и на Air Tractor? За Air Tractor сигурно 4 години, 3-4 години. И колку пари ќе ми се све да иде тоа, вака скалесто и брзо. Под прилика, за да дојде на Air Tractor, сигурно му треба околу 200.000 евра. 200 Сам да ги плати? Па да. Или тато. Значи, нема инвестиција од државата во пилоти? Нема, нула. Добро, имаше една школа што ја направија армијата и израелците што обучава, ама тој проект кошташе 57 милиона евра, од нив излегоа десетина пилоти. Така. Ние да даде државата 2 милиона евра, ние ќе извадиме 60 пилоти. Така, разбирам. Добро, ако новиот директор Ангелов најавува зголемување на платите на пилотите, ми тоа рече веднаш, за неколку недели ќе се среди, како механизам да има поголем број на лица кои ќе се занимаваат со оваа професија, вели тој. Која е таа плата која пилотот би бил задоволен да има согласно ризикот што го презема, зборувам за Air Tractorите дека треба да ги лета?
Ама не треба да идеме многу далеко. Веќе има плати кои ги даваат во армијата, во полицијата, во авиослужбата на владата, а и дирекцијата е под влада исто, као што е авиослужбата на Созара. Значи, платите се тие што ги даваат. Зашто овде не ги даваат? Ако може таму да ги даваат, зашто овде не ги даваат? Овде му даваат, на методка му даваат 1000 евра плата. Па 1200 евра сега да побараме човек што ќе меша малтер, испод 1200 евра не можеме да го најдеме. Нема. Така. Добро, ако имаме веќе обучен пилот, така на Air Tractor, тој е обучен само за тој вид авион или за други? Тој. Само за Air Tractor. Секој авион се школува и се упишува во лиценцата. Секој авион. Сега малку пошироко ме интересира вашето мислење, колку се Air тракторите со кои располагаме ефикасни во гасењето на пожар? Дали се, например, единствените авиони за таа намена што може да делуваат, зборувам за наши услови на Македонија, или има и други кои што можат да бидат, да се поефикасни, да се подобри? Ако гледаме Европа, сите имаат Air трактори. Единствено овие што имаат отворено море, например хрватите, они имаат поголем авион. Канадер више не се произведува. Има многу поголеми, но кај нас нема. Има тој рускиот, нели? И американците имаат многу. Многу такви направени да може да ги користат за гасење пожар. За специјални намени. Добро, прашувам затоа што тој авион треба да полета, да истури вода или што и да, и потоа повторно да слета на Петроес да се наполни, така? Или на езеро. Или Ако на е езеро. пожарот блиску до езеро, тоаш од езеро све се работи. Значи може да слета како канадерите да собере вода? Исто. Со тоа што ние имаме 3 авиона, тоа е малку. Така. 3 авиона е малку, затоа што сега кога дојдоа на прошлата година пожарите, имавме околу 12 авиони на располагање и тогаш се виде ефектот, затоа што идат авиони еден по друг, еден по друг. Со помош од соседните земји од другите. Да. И ефект има. Со 3 така, ама кога ќе останеме на еден авион или на 2, ефектот е. Добро, дали можете да ми направите вака една споредба за ефикасноста на Air тракторот во гасењето пожари, со оглед начинот на кој што се полни, со видовме и специализирани хеликоптери, еве ги користиме дел на армијата, дел на полицијата. Кој е поефикасен кога ќе земем предвид и цена? Колку чини еден, колку чини друг, па и пилотот. Така. Во хеликоптер имаме тројца посада. И хеликоптерот кошта околу 50-60 милиони. Air тракторот кошта околу 4,5-5 милиона. Значи, со еден хеликоптер ваму 10 авиона. И еден пилот. Тоа е целата. Значи, 1:3 во однос на персоналот, а 1:10 во однос на цената на чинење. Сте имали ли досега опасни ситуации при гасење пожари? Како сте се снашле? Тоа не е едноставна работа, така? Стално има некои опасни ситуации кои што не можеш да ги предвидиш, нема шаблон во летањето, секој лет си е приказна за себе. Идеш и... Како одлучувате каде ќе се исфрли водата? Дали танковите се полнат, например, и само со вода? Имаме и систем со додавање на пења во водата и се прави една предушеста пена која што го покрива пожарот. Како нишаните, например? Вие како на борбен авион да сте пилот? Па да. Него е секој лет е различен према орографијата, према условите на зборам за оние тешките предели пред се планинските недостапни предели за другите. А никош не знаеш што ќе те снајде. Никош. Едноставно, кога ќе отидеш таму, работиш као инстинктивно од она што го имаме научено, од цело искуство што сме го собрале 15 години, затоа и со мето, овој што е единствен таму, пред секој лет, после секој лет правиме брифинзи пред летање, после летање и разменуваме искуства. Нашите 15 годишни искуства му ги пренесуваме и он има од кого да учи.
Ние немавме. Ние со 4 сати во Шпанија не однесоа, 4 сати обука, тоа не беше ни обука, него фамилиаризација, некоја така ја крстија и не вратија овде и почнавме да гасиме. Страшно. Имате ли податок сега колку сте ефикасни во просек, зборувам, кога ќе се таргетира одредена област врз која се изфрла водата? Ако одма не викнат многу, тоа е страшно. Тоа одма застанува тоа. Ако закаснат, знаете, овде има системи. Градоначалникот ќе се јави во ЦУК. Да, оној проблем ЦУК со дирекција за заштита и спасување додека се активира. Градоначалникот го нема, директорот го нема, човек кој го менува оне и поминува еден ден у таа размена на комуникации и отиде пожар. Добро, еве за крај, колку лета, еве, имаме тројца пилоти, например, со 3 авиони до сега, еве, ако ги исполниме, да ангажират вас, колку летови можете дневно да извршите вие? Еден човек, еден пилот од еден авион? Пас, највише сме направиле 24 лета од Струмица, од Струмичко езеро. Во едно деноноќе? Не, во 4 сати. Во 4 сати? Да. И по авион. По авион? Да, по авион. Тоа беше како најголема бројка, бидејќи беше близко пожарот, езерото беше добро, услови за работа добри, немаше го. А има ситуации, например, имаше гасен пожар во Дојран, близко до Дојран, Богданци, имаше бранови 70 сантими, 60-70 сантими. И тоа е веќе проблем, затоа што може да го оштети авионот. И така и се случи. Например, отиде еден колега, вика нема услови за летање. Ме пратија мене, летав тоа едно 3 сати, после тоа ме замени шефот и го оштети авионот. На тие бранови нема, тоа е... Едно е сигурно дека повторно ќе мора да ве ангажират, освен ако не знам, имате ли информација другите 2 авиона кои ќе дадат? Не знам, ние имаме више и други понуди, па добро, да. Се е полесно. Па така е. Ви благодарам што споделивте интересни информации со нас во тема на денот во Дневникот на сите. Ви благодарам за гостување. Драго ми е што ве запознав. Додека во Европската Унија инфлацијата паѓа и каматите, кај Македонија поинаку инфлацијата се уште е висока, а и ќе расте референтната каматна стапка. Според финансиските експерти, едно е сигурно, курсот на денарот мора да остане стабилен, а дали е надценет не може да се одлучи или да се изанализира само од овие 2 фактора. Внимателно со барањата за зголемување на платите. На тој начин само би се подгреала инфлацијата, алармираат експертите. Додека во Европската Унија таа се спушти под очекувањата од 2%, кај нас се уште е релативно висока. За да се поттикне трошењето, ЕЦБ неделава ја намали референтната камата, додека во земјава можно е да се зголеми ако продолжи растот на трошоците за живот. Особено во следниот период треба да се одвикнеме од таа одлегување во тој магичен круг каде што ќе бараме повисоки плати без при тоа да биде поддржано со создавање поголема вредност, односно да биде поддржано со продуктивност. И мислам дека тоа е во суштината на дебатата која што се отвори околу преценетоста на курсот. Дали тоа ќе значи и повисока каматна стапка, не би рекол дека веднаш тоа може да се толкува на таков начин, меѓутоа секако во проценките на поставеноста на монетарната политика и тоа е еден важен влезен инпут. Базичната камата во еврозоната сега изнесува 2%, кај нас е 5,35% поени. Наместо олабавување како во ЕУ, може би ќе не треба затегање, иако во моментов монетарната политика Петрески смета дека е добро поставена. Вели дека курсот на денарот мора да остане стабилен, а дали е надценет не може да се заклучи само од анализа на 2 фактори. Туку и вклучување на информација од типот на обемот и структурата на трговијата, понатаму индиректно што се случува во платниот биланс, девизните резерви и така натаму. Мислам дека фиксниот девизен курс е сидро на нашата макроекономска стабилност, таков е 30 години и таков треба да остане. Дури и да постои евентуална преценетост на валутата, не мислам дека тоа е веднаш на било каков алудирана повик за евентуална промена на режимот на девизниот курс, туку повеќе треба
а да се решава проблемот низ призмата на структурните политики. По остапување на функција, новиот гувернер изјави дека денарот е надценет во однос на еврото за 9%, но тоа не значи дека ќе се менува курсот. Се до влегување во Унијата и воведување на еврото, Славески вели дека денарот ќе остане фиксен, а за пониска инфлација во соработка со фискалната власт ќе се обидат да ги стабилизираат цените. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Заврши изградбата на пречистителната станица во Дојран. Станува збор за еден од најважните проекти за еколошка заштита на езерото. Дојран добива нова и современа пречистителна станица која ќе обезбеди поголема и поефикасна заштита на езерото. Објектот, чија изградба е целосно завршена, се очекува да започне со работа до крајот на месецот. Само уште издвојување на цевководот кој што е до старата и до новата пречистителна станица, а со тоа и званично пуштање на пречистителната станица. Станува збор за еден од најважните проекти за еколошка заштита на езерото, која овозможува значително зголемување на капацитетот за прочистување на отпадните води, што досега директно се вливаа во езерото. Паралелно со изградбата на пречистителна станица, комплетно беше реконструиран и дотреениот колекторски систем, со што конечно се решава проблем стар речиси 4 децении. Со изградбата нова модерна и пречистителна станица, со санирањето на колекторскиот систем, завршивме една огромна работа која што значи пред заштита на езерото. Тоа беше една од врвните цели кои што беа поставени и од страна на општина Дојран, но и од експертите кои што беа ангажирани за да изработат студии за ситуацијата што се случува со Дојранското езеро, односно за подобрување на квалитетот на водата. Реализацијата на проектот започна во 2021 година, а вкупната инвестиција изнесува околу 5 милиони евра. Поголемиот дел од средствата се обезбедени преку владата на Република Македонија, додека дел од финансирањето е поддршка од амбасадата на Република Словенија. Како дел од овој голем еколошки зафат беше изградена и канализациона мрежа во селото Црничани. Во моментов во тек е изградбата на уште 2 мини прочистителни станици, едната во Фурка, а другата во Црничани, со цел целосно фаќање на подрачјата што досега беа без соодветен систем за третман на отпадните води. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Охрид со своите природни и културни убавини останува примамлива дестинација во секоја прилика, а посебно продолжените викенди како овој. Од туристичкиот сектор се оптимисти и велат дека добрата исполнетост на хотелите и во приватното сместување за празниците ветува успешна летна туристичка сезона и со домашни и со странски гости. И овој празничен продолжен викенд главниот туристички центар исполнет со гости. Бројните посетители го искористија убавото сончево време за прошетка покрај езерото, чаршијата, стариот дел на градот, но и кафе или ручек во некој од познатите охридски кафе, барови или ресторани, воодушевени од она што го нуди градот. Го сакаме езерото, се е прекрасно, гостопримливоста кај луѓето, многу убав е градот. Езерото е прекрасно продзирно, а и природата и зеленилото се убави, релаксираат. Јас сум од Индија, сум слушнал за Македонија, но прв пат сум тука во рамки на балканска група. Си поминувам прекрасно. Македонија е прекрасна земја. Имаме 28 лица овде, а водиме групата од Атина, Љубљана, Будимпешта, па преку Белград, повторно се враќаме за Атина. Сето тоа го правиме во 16 дена. Имаме забрзано темпо, но мислам дека сите се чувствуваат одлично. Туристичките водичи велат дека Охрид со своите природни и културни убавини останува примамлива дестинација за туристите. Неколку балкански земји. Редовни, секој понеделник и вторник, имет групи, а некогаш и вондрено како се вака во шпицот на сезоната. Во овакви продолжени викенди и празници Охрид е секој пат полн и знае да биде полн, што од домашни и странски туристи. Во почетокот на сезоната гледаме дека Охрид веќе се полни. Од туристичкиот сектор се оптимисти. Велат добрата исполнетост на хотелите и во приватните сместувања ветува успешна летна сезона, со гости од сите краеви ширум светот. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Почна 59-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Снежана Коневска-Руси, Гоце Тодоровски и Сонја Михајлова ја добија наградата за животно дело. Годинава ќе има 9 представи во официјалната конкуренција и 5 во оф програмата.
Со представата 12 на МНТ во Прилеп се отвори 59-тото издание на МТФ Војдан Чернодрински. Годинава наградите за животно дело ги добија актерите Снежана Коневска-Руси, Гоце Тодоровски и Сонја Михајлова. Истакнаа што значи фестивалот за Македонија, но упатија и совети и мали критики до помладите колеги. За мене овој фестивал е пред се празник и вреднување на театарската уметност и влогот во театарската уметност на театарските уметници, како дел од културниот идентитет на Македонија. Сите велат што совети даваш, Снежка, а јас кажувам, јас не го слушав советот ни на мојот татко, што значи секој прави оно што сака. Снежка сакаше и едно, и друго, и трето, тато сакаше право, Снежка отиде криво. И веројатно тоа е најмногу што сакаш, да си на сцена. Да се дадат целосно, а не изигра улогата и оди си дома или оди у кафичи или ваму таму. Јас после представа пола сат сум останувал во гримјора да се вратам на себе си, што бев излезен од самиот себе играјќи улогата. Улогата уствари бев јас. Фестивалот го отвори министерот за култура Зоран Љутков, кој што рече дека Војдан Чернодрински е нашиот најзначаен театарски фестивал. И истиот требало да се врати како во времето пред 20 години. На времето фестивалот Војдан Чернодрински беше и празник. Сите театри во Македонија беа буквално затворени во тој период и беа преселени овдека во Прилеп и Прилеп живееше во духот на театарот. Годинава ќе има 9 представи во официјалната конкуренција и 5 во програмата, а ќе има и повеќе пропратни активности. Сакам да ја поздравам новата програма Драмолетање. Имаме детска зона, моето најсакано место за време на фестивалот. Имаме Прилеп во фокус, односно музеот во движење, за мене најубавата активност на овој фестивал. Прилепската публика е желна за театар. Мислам дека и Прилеп надвор од Македонија го препознаваат по театарскиот фестивал. Реално му треба нов театар на градот, за да може да сите тие таленти да имаат свое место, за да можат да се промовираат на некој начин. Но дали и кога Прилеп ќе добие нов театар и дали ќе се реновира и стариот, за сега нема конкретен одговор. За Сител, Дарко Штарговски.